Блокирани се сметките на дел од училиштата во Кочани. Причината се неподмирените долгови кон фирмите кои го вршат бесплатниот превоз на ученици. По овој основ општината од 2012 година трупа долгови од околу 700.000 евра. Локалната власт веќе почнала со штедењето, а размислува и за нови решенија од наредната учебна година. Прашањето е колку од тие ученици го користат тоа право и колку се возат, а ние го плаќаме. Значи, работиме, односно размислуваме за изнаоѓање во наредната учебна година, бидејќи договорите за оваа учебна година се завршени, за изнаоѓање на некое потранспарентно решение каде што ќе се плаќа за направена услуга, а не за запишан ученик. Проблеми со бесплатниот превоз имаат сите регионални образовни центри во земјава, меѓу кои Штип, каде што пред 5 години имаше долг од скоро половина милион евра. Предходниот градоначалник го намали долгот на околу 100.000 евра. Со наредниот буџет ќе видиме колку ќе добиеме како општина, како источен регион од Министерството преку овие блок дотации, за да можеме тоа и да го сервисираме, тековно да плаќаме, но и да покриваме дел од напластените долгови кои што останале од претходниот период. Решението за проблемот со бесплатниот превоз се гледа во новиот начин на прераспределба на средствата преку блок дотациите. Заменик министерот за локална самоуправа забележува дека веќе е формирана работна група од домашни и странски експерти. Идејата е првично да направиме детална и длабинска анализа на состојбите, зошто доаѓало до долгови, каде се проблемите, затоа што досега реално таква анализа нема. Анализите на владата кои треба да излезат во мај или јуни наредната година ќе понудат решение на кој начин ќе се врши распределбата на блок дотациите кон општините. Општините подолго време бараат да се промени и методологијата за распределба на парите од буџетот по оваа основа. Но засега бесплатниот превоз на ученици во регионалните средни училишта на големите општини им е финансиски товар.